Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Тоа беше младиот армоникашот Битола Димитар Митровски со орото Радино Оро. Сега продолжуваме со вашите најнови соопштенија од Ньюкастел и околината. Нашето македонско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел организира заеднички ручек овде во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 август со почеток во 10 сатот са бајлето. Друштвото ги поканува гостите од Сиднеј, друштвото Јордан Пиперката од Кабрамата и друштвото Методија Антоновченто од Фејафилд. Овој ручек е по повод 32 годишнината од постојањето на нашето друштво Гоце Делчев во нашиот град Ньюкастел. Цената за овој ручек ќе кошта $20 по лице, а може да се јавите кај Јове Новачевски за карти на 0424 373893 и кај Коле Стојчевски на 0414 501831 или во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сато после пладне. Исто така, почитувани слушатели, едно многу важно соопштение пристигна од одборот на Сенгајд гробиштата овде во Ньюкастел. Тие имат во план да поставуваат цимента измеѓу гробовите што се како пат за одење. Исто така сака да зидат покрив или пагола во близина на македонските гробишта. Исто така тие ни порача да најавиме дека празното место што е во близината на сегашните македонски гробишта се продава и тоа на многу ниска цена. За сега посетне не се знае колку ќе кошта. Може како и другите градови, во Сиднеј или Волунго многу скапо, на висока цена. За повеќе информации околу местата за купување, јавете се кај Крсте Топевски на 0406 959823 или на домашниот 49 527 830. И уште едно соопштение, пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 19 и недела на 20 август. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи денеска се сретна со ново именуваната амбасадорка на Велика Британија во Македонија Рајчел Галовеј. Го започнавме вашиот мандат во клучен момент за Република Македонија, период кога Советот на Европската Унија донесе временска рамка за почеток на преговорите во јуни, но и период кога земјата ги почнува преговорите за членството во НАТО, истакнал Османи.
соопшти през службата на владиниот секретаријат за европски прашања. Османи посочил и дека очекува да продолжи поддршка од страна на Велика Британија за интеграцијските процеси на Република Македонија. Укажал и на значењето што за земјата го има и билатерална помош од страна на Велика Британија, изразувајќи надеж дека таа ќе се интервизира согласно исходот од процесот Брекзит и согласно интересот кој Велика Британија го покажа за напредокот на земјите од Западниот Балкан. Билатералната соработка и поддршка до страна на Велика Британија има значајна улога во имплементацијата на реформите во различни области, како што се администрацијата, образованието, во правосудниот систем, унапредување на демократијата, владењето на правото, безбедниот систем и така натаму, рекол Османи. Тој повторил дека Обединетото кралство е еден од најважните партнери на Република Македонија и изразил благодарност што и покрај сложените собствени предизвици околу процесот Брекзит, Велика Британија сепак останува силен поддржувач на политиката на проширување на Европската унија, која ја смета како гарант за стабилноста и безбедноста на Европа во целина. ДИК. Диаспората со право на глас. Кампања за референдумот е започната. На референдумот за името на 30 септември ќе гласат и иселениците, и тоа во дипломатско-конзуларните представништва. Ќе се гласа во вкупно 3500 избирачки места во државата и надвор од незе. Јавната пропаганда за референдумот веќе е почната и трае цели 58 дена, односно 48 сата пред да се отворат избирачките места. Јавниот увид во избирачкиот список почнува од 9 август, а ќе трае до 23 август. Новата државна изборна комисија денеска ги донесе правилникот за совердување и организирање на референдумот и раковниот во истиот. Паралелно ќе се спроведуваат одредбите и на изборниот законник и на законот за референдум. За Димитре Шексу, која доаѓа во ДИК како предлог на ДУИ, гласањето во ДКП не е потребно. Според правилникот, во избирачките одбори ќе нема место за партиски представници. Партиите и заинтересираните страни ќе имат право само да се финансират јавна пропаганда, но тие ќе немат право на обвластени представници кои ќе ја следат работата на изборните органи. Обвластен предлагач, според законот за референдум, е собранието, а со тоа само лица одредени од парламентот ќе имат право на преговори до ДИК со случај на неправилности. Дерковски не одговори конкретно дали овој состав на ДИК ќе се оддели бонуси за нивната работа, но рече дека ќе ги рационализира трошоците. Представници на БЕСА и ДУИ за прв пат во ДИК се обраќаа на албански јазик, потоа нивните говори ги преведува на македонски. Објаснија дека тоа било нивно законско право. Законот за употреба на јазици се уште не е објавен во службен весник, поради тоа што не е потпишан указот од Иванов. Заев вели, ако не одлуча граѓаните, ќе постапуваат институциите. Премиерот Зоран Заев не сака да прејудицира како ќе гласа собранието во случај да нема сенсус за престојниот референдум за договор за името, но повторно дека е убеден во исполнувањето на сензусот, посочувајќи дека нема алтернатива за тоа. Парламентот ќе носи самостојна одлука, рече Заев, одговарајќи на новинарски прашања по денешната пресконференција за доделување финансиска државна помош на компаниите. Ако граѓаните не донесат одлука, понатаму продолжуваат институциите. Од тој аспект не прејудицирам како ќе гласа парламентот. Сите 120 претеници може да гласат за или против, рече Заев. Премиерот порача дека еднаква одговорност има тој лично како премиер, лидерот на опозицијата ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, но и сите граѓани. Палма вели, се надевам дека македонските граѓани ќе ја донесат вистинската одлука на 30 септември.
Македонија доби историска шанса и граѓаните треба да продолжат и поддржат на референдум, порача заменик помошникот државен секретар на Америка Метју Палма. По средбата со премиерот Заев, американскиот дипломат истакна дека очекува граѓаните да излезат на 30 септември, бидејќи тоа е важен датум за државата. Тридневната посета на Македонија Палма ја започна со средбата со председателот Иванов. Разговарале за актуелните политички случувања, на што председателот изразил надеж дека ќе продолжи поддршката на САД за надворешно политичките цели. Иванов потенцирал дека Македонија уште во 2008 година ги исполнила условите за влез во НАТО, активно придонесува во мисиите и смета дека државата не заслужува дополнителни услови. Председателот го повторил својот став дека не го прифаќа договорот со Грција и оти смета дека истиот е штетен и ги крши уставот и законите на државата. Палма испрати порака и до опозицијата да размисли за стратешките придобивки со реализација на договорот од Преспа и да мисли за иднината на младите во државата. На средбата пак Мицковски потенцирал дека власта постапила неодговорно и антидемократски, бидејќи не ги прифатила сугестите за формулација на референдумското прашање. Според Мицковски, прашањето требало да биде производ на општ консензус, а не едностран ект на парламентарното мнозинство во земјава. Со таквото однесување се нарушува демократските процеси, а во една одговорна влада се очекува соработка и принципијален диалог за вакво едно чувствително прашање, истакнал Мицковски на средбата со Палма. Лидерот на опозицијата порача дека е вклучно Македонија да се фокусира на реформските процеси, насочени кон создавање на посилна економија и правна држава. Средби се закажани и со останатите лидери на политичките партии, како и со представници на локалните власти надвор од Скопје. Палма е првиот висок дипломат кој доаѓа во земјата откако е распишан референдумот. Премиерот Заев очекува поддршка и посета и на дел од останатите лидери на западноевропските земји во престрет на гласањето на 30 септември. Палма утре ќе биде гостин на прославата Зелигден во Крушево, каде заедно со председателот Иванов ќе го посетат Мечкин камен. Со песната "Син ми се роди" на нашите сакани поштовани ќерката Наташа и зетот Ендру Тодоровски. Со наискрени желби честитки, од се срце му очеститаме новородениот син Томас, а на малиот му посакуваме добро здравје, голема стреќа и радосно детство со сите најмили. На сватовите Сузи и цела фамилија со драги честито внукот Томас. Тоа се честитки посакани од таткото дедо Митко, мајката и баба Лена и братот Шура Димитри. Со кај си сите Томевски. Da se pije, oro da se vije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se vije, srce mi se razjavi, te ne sobih nasledni. Sega mi je sine, polna duša ta, ima koje mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo tatkova, za dedo i baba, radost volema.
me, dajte da se pije, oro da se vije, site da me prečekam, veselina kršteka. Svega mi je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. Со песната Татко се стори, син ми се роди. На нашите многу сакани, поштовани синот Ендру и неговата сакана Наташа, му го честитаме новородениот син Томас, а воедно на милото внуче му посакуваме здравие, стреќа и весело детство во придружба на неговите најмили и најсакани. На сватовите Митко и Лена со фамилијата честито радоста за внукот Томас. Овие искрени од се срце желби се посакани од таткото свекор Драги, мајката и свекрва Сузи Тодоровски, заедно со синот Кристофа, ќерката Алекс и ќерката Анџела со Тони и малата Микајла Димовски од Волонго. Site nas okućava, če do prvo mi se rodi, od srce radost golema. Stavete tava na ogan, mesete testo pšenično, dojdete na pitulnici, a detod da gosporime, radost golema done majkade, tatko si stara vteneska, site veseli, pesni peve, zače do naše najmilo. Naši rodnini prijatelji, poleka se sobira, kumo tebe go pristiga, so 9 mina svirači, svirači svirat veselo, gosti se paćat na oro, čestitki od site strani, za prvo čedo majkino, radost golema done majkade, tatko si stara vteneska, site veseli, pesni peve, zače do naše najmilo. Radost golema done majkade, tatko si stara vteneska, site veseli, pesni peve, zače do naše najmilo. Со песната Син ми се роди. На поштованите многу сакани Ендру и Наташа Тодоровски му очеститаме новородениот син Томас, исто му посакуваме на малиот Томас големо здравие, стреќа и весели дечки години, заедно со сите најблиски. Тоа се честитки од дедо Ном, баба Елизабет Чаталовски.
Со истата народна песна на многу саканите внукот Ендру, сната Наташа му честитаме новородениот син Томас, исто така му посакуваме на малиот среќно, безгрижно детство, заедно со неговите најблиски. На дедовците и бабите од двете страни честито убавото внуче Томас. Сето тоа го испраќа дедо Миле и баба Слободанка со синовите Тоде и Менде со фамилиите сите Тодоровски. Poštarot pismo mi donese od mojto libe sakano. Pismo to piše libe to, pismo to mi je radosno. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Hey! Ja si otido, drugari da si počesta, drugari da si počesta, za sinot da si nazdrava. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Daj vino i bela luta rakija. Se kogo prašaj što pije, se kogo prašaj ja šesta. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Sin mi se rodi, tako se stori, srećen sum danas jaz. Со песната Син ми се роди куме. Честито новородениот син Томас му честитаме на Ендру и Наташа, а на Томас му посакуваме добро здравје, голема среќа и се најубав во иднина. На дедовците и бабите од двете страни честито убавиот внук Томас. Овие се желби испратени од Кон и Мелиса. Со истата народна песна на нашите Нумкој Ендру и Наташа Тодоровски му честитаме новородениот син Томас, исто на малиот му посакуваме здравје и весело детство. Тоа се искрени желби испратени од крштениците Джајмс и Ајми со малата Джезмен.
Sekoj od nas saka, radost da dočeka, da li maško ili žensko čedo da se rodi, a od nas ta ljubov rotni se izrodi. Moj ta ljubov, moj ta žena, denesi mi rodi. Živote moj, što te živeam, srce mi je polno radost, gdje se napijam. Da nazdravi me, da zapere me, dene sin se rodi kume, da proslavi me. Živote moj, što te živeam, srce mi je polno radost, gdje se napijam. Da nazdravi me, da zapere me, dene sin se rodi kume, da proslavi me. Danes ja sum srećen, od radost solzi teča, maško čedo ni se rodi, rodani prodoži. Spremaj kume ime, maško da ni krstiš, zašto baba ide dočekat, ime da mu čujat. Živote moj, što te živeam, srce mi je polno radost, gdje se napijam. Da nazdravi me, da zapere me, dene sin se rodi kume, da proslavi me. Živote moj, što te živeam, srce mi je polno radost, gdje se napijam. Da nazdravi me, da zapere me, dene sin se rodi kume, da proslavi me. Со песната Љубов голема, на нашата керка Мелиса ја честитаме свршувачката со Ендру Палоси и на двајцата му посакуваме многу среќа, здравје, љубов и се најубаво во нивниот живот, а на сватовите Анџело и Анџела Палоси му ја честитаме радоста и напомали да си дочекат. Овие убави честитки се од таткото Тасе, мајката Нада, братот Крис, Ната Мелани и внучињата Џорџа, Изабел и Клаудија Сите Стериовски. Со истата народна песна со најубави желби честитки на нашата внука, брачеда и тетка Мелиса Стериовска, со зетот Ендру Палози му ја честитаме свршувачката и да се весели довека заедно, а на братот Тасе, сната Нада и внукот Криси со неговата цела фамилија Стериовски честито радоста. Исто честитаме и на сватовите Анџело и Анџела со фамилијата Палози. Сето тоа му честита тетин Боцо, тета Нада и брачедите Кристина, Сузи, Доен и зетовите Лупче, Тони, Амадео и внучината Бени, Алекс, Мајкол, Реналдо, Доменик, Руби, Мекси и Џошуа.
što mi stopuva. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopuva. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da ubavina. Kako mirisna tvoj cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина. Како мирисна твојот цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина. Како мирисна твојот цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква љубов голема. Со таква љубов голема. Со песната Милионерче на Калан Јончевски му честитаме 10-тиот роден ден и му посакуваме многу роден ден да си дочека со неговите најблиски. Овие се желби таткото Роберт, мајката Викторија, братот Ајтан. Исто така честитки спраќа и дедо Круме, баба Јорданка Јончевски. Воедно се придружува и тетката Силвана со фамилијата. Милионерче, не си играј, давај, 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 бркни си во џебот, имаш пари, давај, давај, не се срами, ставај, ти си паралија, не се стискај, давај, ти милионер,
milionerče, ne si igraj, davaj, 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 brkni si vo džepom, imaš pari, davaj, davaj, ne se srami, stavaj, ti si paralija, ne se stiskaj, davaj ti, ajde ket ti sviram, ajde, ajde ket ti pejam, ajde, ajde ket ti igram, ajde, raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče. Milionerče, ne si igraj, davaj, 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 brkni si vo džepom, imaš pari, davaj, davaj, ne se srami, stavaj, ti si paralija, ne se stiskaj, davaj ti, milionerče, ne si igraj, davaj, 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 brkni si vo džepom, imaš pari, davaj, davaj, ne se srami, stavaj, ti si paralija, ne se stiskaj, davaj ti, ajde ket ti sviram, ajde, ajde ket ti pejam, ajde, ajde ket ti igram, ajde, raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče. Ajde ket ti sviram, ajde, ajde ket ti pejam, ajde, ajde ket ti igram, ajde, raz, dva, tri, imaš pari ti, 4, 5, 6, ti si golem šef, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče, imaš pari, ajde ne se žali, frli jedno bonče, imaš milionče. Со песната Едно име имаме од Јонче Христовски. Комитетот на ВМРО ДПМН од Њукасел сака да испрати поздрави по повод илигденските празници до сите македонци во светот. Да слушниме песната. Pokraj Vardar Makedonci I potivi Makedonci Slavno ime nepokorno Jedno ime imame po dušata donosime za tebe životama me o Makedonio Jedno ime imame po dušata donosime za tebe životama me o Makedonio Kako kili polina, a do nebo plani. Rekli
te zlatonosni, a jezera bisteri. Jedno ime imame, mog duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime imame, mog duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Majko Makedonijo, balkanska lupavice, oj se rodim od tebe i život dava za tebe. Jedno ime imame, mog duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime imame, mog duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Нашето македонско друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат заеднички ручек овде во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 август со почеток во 10 сатот са бајлето. Гости на овој ручек ќе бидат друштвото Јордан Пиперката од Кабрамата и Методи Антоновченто од Феафилд. Овој ручек е по повод 32 годишнината од постојањето на нашето друштво Гоце Делчев во нашиот град Нјукастел. Цената за овој ручек ќе кошта само $20 по лице, а може да си земите тикети кај Јове Новачевски на 0424 373 893, исто кај Коле Стојчевски на 0414 501 831. Или во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне. Да најавим едно многу важно соопштение. Пристигна од одборот на Сенгајд гробиштата. Тие имат во план да поставуваат цименто меѓу сите гробови, што се како пат за одење. Исто сака да зидат покрив или пагола во близина на македонските гробови. Тие порачаа да најавиме дека празното место што се наоѓа во близината на сегашните македонски гробишта се продава и тоа на многу ниска цена сега за сега, а во иднина не се знае колку ќе кошта. Може, како и во другите градови, на многу висока цена. За повеќе информации околу местата за купување, јавете се кај Крсте Топевски на 0416 959823 или на домашниот 49 527830. И уште едно за пакетите за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 19 и недела 20 август. Сега да продолжиме нешто со најновите вести од Македонија. Одлуката за одржување референдум на кој граѓаните на Македонија ќе треба да ја изјаснат за прашањето дали сте за членството во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција е донесена со 68 гласа за во Македонското собрание на 30 јули 2018 година. Според изгласаната собраниска одлука, референдумот ќе се одржи на 30 септември 2018 година, но она што невообичаено одстапува од смислата на постојањето на ова највисока форма на демократско носење одлуки е тоа што резултатите од граѓанското изјаснување нема да бидат обврзувачки за оние што го распишале референдумот. Односно, референдумот ќе има консултативен карактер, што во практиката или според премиерот Заев значи дека ако граѓаните останат дома
институциите ќе одлучат за нив. Во случај да не биде постигнат цензус за референдум, одзив од 50% од вкупниот број гласачи во избирачкиот список, сепак ќе продолжи процедурата за спроведување на уставните измени, преземени како обврска со спогодбата од Мала Преспа. Или, едноставно кажано, волјата на граѓаните е прифатлива само ако ги исполнуваат очекувањата на предлагачите на референдумот. Иако референдумот е официјално е распишан, па веднаш потоа претениците замина на одмор од 1 до 20 август, а кампањата треба да започне на 10 септември. Сепак, останува многу правни недоумници за уставната и законската подкрепеност на овој референдум. Неколку правни дилеми и недоречености во законитоста на референдумот загатнуваат и професорката Билјана Банкова во колумна за Нова Македонија. Без оглед какво прашање ќе се сквое, мора да се истакне следното. Договорот од Преспа не стапил во сила, не е ратификуван, тоест не е објавен во службен весник, за да може граѓаните да се изјаснат за него. Второ, Уставот не познава консултативен референдум за прашања од надлежност на собранието. Во член 72 се вели дека одлуката од референдумот е задолжителна. Консултативен референдум предвидува законот за референдумот, што би требало да биде предмет на оцена на Уставниот суд. Трето, консултативен референдум е рамен на безвредна анкета, особено кога премиер Минхаузен веќе најавува дека нема да го почитува неговиот исход ако му се чини неповолен, пишува професорката Банковска. Правничката дилема или граѓаните треба да се изјаснат на референдумот за договор спогодба од Преспа, кој не стапил во сила, бидејќи не е ратификуван, тоест не е објавен во службен весник. Со конкретна одлука ја решава председателот на собранието Талат Џафери, кој на новинарско прашање на ова тема одговара. Ако се има предвид дека граѓаните треба да се изјаснат на референдум за ова, сметам дека е посоодветно да се почекува резултатот од референдумот и покрај коалицијата меѓу Уставот и Законот за референдум во однос на одлуката на консултативен карактер на референдума сепак се пренебрегува тој момент на несогласност што би требало да го разгледа и да одлучи Уставниот суд и одлуката за референдум се повикува на членот 73 став 1 од Уставот на Република Македонија. Одлуката се повикува на член 73 став 1 од Уставот, а не се повикува на ниту еден член од Законот за референдум, што ја прави правно фалична и неупотреблива. Уставот не познава категорија референдум за консултирање се граѓаните. Тоа што не е наведен членови од Законот за референдум по кој власта ќе го организира референдумот, остава простор за можни манипулации понатаму, што најверојатно е цел на фаличната одлука. Власта е должна во одлуката да наведе по кои членови од Законот за референдумот го организира референдумот, за да знаат граѓаните што гласат и како да го одберат своето право понатаму. Нешто и од спортот. Пред 25 години Најдовски Панчев со Црвена звезда стана светски шампиони. На денешниот ден, пред 25 години, македонски фудбалери Илија Најдовски и Дарко Панчев со Црвена звезда го освоија интерконтиненталниот куп со победата на Коло-Коло. Тогашниот европски првак во финалето одиграно во Токио, Јапонија, пред 60.000 гледачи го победи шампионот на Јужна Америка со 3:0. Црвена звезда, стрелец на двата гола беше Владимир Јуровиќ, еднаш погоди и Панчев. Црвена звезда настапи во следниот состав: Милојевиќ, Радиновиќ, Василјевиќ, Југовиќ, Белорадиќ, Најдовски, Стошиќ, Радковиќ, Панчев, Савичевиќ и Михајловски. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерасната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUFM 103.7 in Newcastle in